Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Дали живеам според Божјата волја? Ова беше едно од прашањата поставени неодамна, па еве го мојот скромен одговор. Светото писмо и преданието на црквата, како одговор на ова прашање, не даваат некоја посебна или одредена формула, туку само упатуваат како да ја распознаеме Божјата волја и како да го усогласиме животот според неа. Најпрво треба да знаеме дека Божјата волја не е некоја тајна шифра што Бог ја крие и ние треба да ја декодираме пред употреба. Божјата волја не се спознава по автоматизам, туку постепено живеејќи богоугодно. Светиот апостол Павле на Римјаните, глава 12, стих 2, пишува: Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да дознаете која е добрата, угодна и совршена волја Божја. Што значи ова? Со овие зборови апостолот повикува да не се прилагодуваме на световниот живот, туку да го промениме начинот на размислување. Овој стих е од голема важност за разбирање на христијанскиот живот и за трансформација на нашиот карактер. Тој ја истакнува потребата од внатрешна преобразба, а тоа е преобразба и обновување на нашиот ум. Тоа не станува одеднаш, туку е духовен процес. Најпрво, потребно е промена на нашиот менталитет, промена на начинот на размислување, чија пак основа треба да биде Божјата вистина, правејќи не така слични на Христа. Како што вели апостолот, така ќе ја дознаете добрата, угодна и совршена волја Божја. Колку повеќе умот се обновува и духовно се усовршува во Бога, толку повеќе ќе ја препознаеме и волјата Божја и ќе живееме според Неговите Божите заповеди. Според ова неопходно е душевна преобразба. Тоа ќе го постигнеме преку покаяние, духовен подвиг или кратко речено црковен живот. Кога човекот духовно ќе се очисти и обнови, тогаш што ја спознава волјата Божја и почнува да живее согласно неа. Ако живееме во грев и во страсти и душевна и духовна расеаност, тешко дека ќе можеме да го видиме патот кој Бог ни го покажува и по кој треба да одиме. Тоа е исто кога би сакале да гледаме низ замаглени очила или преку нечисто стакло. И светите отци велат дека духовното и душевното очистување е основниот предуслов за духовно расудување. Тоа се постигнува со добродетелен живот и само тогаш преобразениот човек достигнува и духовна зрелост. Тоа всушност е прилагодување на сопствените желби со Бога како наш Создател. Само така ќе стекнеме способност да разликуваме што е согласно со Божиот закон, а што произлегува од сопствените желби, а што од нечестивиот, од ѓаволот. Погрешно е ако очекуваме Божјата волја да ни се открие на некој драматичен начин или преку некако внатрешно духовно откровение. Такво откровение имаше светиот апостол Павле кога беше повикан во апостолска служба. Слично на него беа повикани и другите апостоли, Натанаил, Петар, Андреј и други. Но тоа беа исклучителни појави на Божјото действување. Во животот на човекот Бог најчесто делува тивко и постепено. Тоа е начинот
кој треба и ние да го следиме. Тоа се случува низ разни околности во животот, преку среќавање на одредени личности, да речеме мисионери, праведни луѓе и слично, а најповеќе преку внатрешниот мир. Кога ќе практикуваме постојана молитва и кога ќе имаме искрена желба да го следиме Бога, тогаш ќе почувствуваме сигурност во себе. Тоа не значи ослободување од тешкоти, туку во себе чувствуваме дека почнуваме да одиме по вистинскиот Божи пат. Доколку пак тоа го правиме поради страв, поради суета, како фарисејот од Евангелието, или поради некои лукративни амбиции, или пак под притисок на некои луѓе, тогаш неминовно во нас се раѓа немир. Не треба да се прашуваме дали сум на правиот пат, дали правам исправно, како Бог ќе го прими ова што го правам и слично. Наша обврска е да ги извршуваме нашите обврски и да бидеме со Бога. Ако така постапуваме, Бог ќе не доведе на вистинскиот пат. Дури ако се случи да погрешиме, Бог ќе не поправи. Колку сме поблиску до Бога, толку полесно ќе го препознаеме патот по кој треба да одиме. Тогаш ќе се случи она кое што го очекуваме. Нема да ја бараме Божјата волја како нешто однадвор, туку тогаш почнуваме да живееме според неа. Амин.